ексклузивна видео рецензија на YouTube каналот на Connect MK. Овој пат имаме можност да ви ги представиме најновите модели на Xiaomi 17T серијата. Се работи за стандардниот Xiaomi 17T и за помокниот модел 17T Pro. Оваа линија на смартфони повторно ја продолжува филозофијата по која е препознатлива во последните неколку години, односно се работи за уреди кои што нудат премиум искуство, но по значително поконкурентни цени. Наместо радикални промени во дизајнот и експериментирање со нови форми, Xiaomi и оваа година се фокусира на она што за корисниците има најголема вредност. Помоќен хардвер, подолга автономија, понапредни камери и подлабока интеграција на функциите базирани на вештачка интелигенција. Стандардниот модел е наменет за корисниците кои бараат одличен баланс помеѓу перформанси, батерија и цена, додека Pro верзијата е насочена кон оние кои очекуваат максимални можности во секој сегмент, од фотографија и видео до гейминг и продуктивност. Во продолжение, детално ги анализираме двата модела од оваа атрактивна серија, кои се посебно популарни и на нашиот пазар, со цел да ги откриеме нивните предности и да откриеме дали Xiaomi повторно успеал да ја испорача една од најконкурентните понуди во Android сегментот. Компанијата оваа година се одлучи за конзистентен дизајнерски јазик, односно рамни линии, тенки рамки околу дисплејот и препознатлив кружен модул на задната камера. Xiaomi 17T е покомпактен и полесен уред со димензии кои овозможуваат удобно користење со една рака и поголема практичност во секојдневните ситуации. Xiaomi 17T Pro остава впечаток на уредот повисока класа. Алуминиумската рамка, IP68 сертификатот за отпорност на вода и прашина и поголемиот дисплеј придонесуваат за чувство на поголема премиум изработка. Во практична употреба, двата модела нудат високо ниво на ергономија, но се наменети за различни типови корисници. Дисплејот традиционално е еден од сегментите во кои што компанијата вложува најголемо внимание, а новата 17T серија е уште еден доказ дека компанијата всушност не сака да прави компромиси кога станува збор за подобреното визуелно искуство. Без разлика дали станува збор за гледање на видео содржини, работа со фотографии, мобилен гейминг или само прелистување на социјалните мрежи, и двата уреда нудат екрани кои што се меѓу најдобрите во својата категорија. Xiaomi 17T располага со 6,59 инча AMOLED дисплеј со стапка на освежување од 120 Hz. Особено импресивно е чувството на флуидност што го нуди Pro моделот. Благодарение на освежувањето од 144 Hz, анимациите изгледаат уште пофлуидно, додека гейминг искуството добива дополнителна динамика и прецизност. Сепак, ако дисплејот е еден од клучните критериуми при изборот на нов смартфон, Xiaomi 17T Pro несомнено остава посилен впечаток и се впројува меѓу најдобрите екрани што моментно можат да се најдат во Android сегментот. Иако и двата уреди располагаат со современ хардвер, токму перформансите се сегментот каде Xiaomi најасно е поставила границата помеѓу стандардниот и Pro моделот. Xiaomi 17T е опремет со MediaTek Dimensity 8500 Ultra 4 нанометарски процесор, кој без проблем се справува со секојдневните задачи, мултитаскинг, обработка на фотографии и видео содржини, како и со најголемиот дел од современите мобилни игри. 17T Pro оди чекор понатаму со Dimensity 9500 чипсетот, изработен во 3 нанометарска архитектура, кој обезбедува значително повисоко ниво на процесорска и графичка моќ. Разликата најмногу доаѓа до израз при подолготрајни оптоварувања, играње графички интензивни игри и користење напредни AI функции. Во пракса и двата уреди се исклучително брзи и располагаат со солидни перформанси, меѓутоа сепак за издвојување Pro моделот кој што посебно ќе биде ценет кај геймерите, креаторите на содржини и понапредните корисници. Особено добар впечаток остава начинот на кој двата смартфона управуваат со топлината при подолга употреба. Дури и при снимање видео со висока резолуција, користење навигација, мобилен гейминг или интензивен мултитаскинг, перформансите остануваат стабилни, без значителни падови во брзината на работа. Новите процесори играат важна улога и во функционирањето на AI алатките интегрирани во HyperOS 3. Функциите, како интелигентно уредување фотографии, генерирање содржина, преводи во реално време и обработка на текстови се извршуваат брзо и без забележливи доцнења. Фотографијата е еден од сегментите во кој што традиционално Xiaomi вложува најголемо внимание, а кај 17T серијата тоа е посебно видливо уште од првото користење. Иако камерите кај двата модела од Xiaomi 17T серијата се развиени во соработка со компанијата Leica, сепак разликите во хардверот и обработка на фотографиите се доволно значајни за да создадат различно користичко искуство меѓу двата уреда. Xiaomi 17T и 17T Pro располагаат со троен систем на камери, се работи за 50 мегапикселна главна камера,
50 мегапикселна телефото камера со 5 пута оптички зум и ултраширока камера од 12 мегапиксели. Сепак, главната разлика помеѓу двата модела е во тоа што помокниот 17T Pro модел има поголем сензор на главната камера и подобрена оптика, што секако резултира и со подобри фотографии. Во дневни услови, главната камера испорачува фотографии со високо ниво на детали, добар динамички опсек и природна репродукција на боите. Xiaomi очигледно се оддалечува од претирано заситените бои кои беа карактеристични за некои претходни генерации, па фотографиите изгледаат поблиску до реалноста и попрофесионално. Особено добар впечаток остава Leica телефото камерата. Благодарение на 5 пута оптичкиот зум, фотографирањето од поголема далечина е значително поквалитетно во споредба со класичниот дигитален зум. Ултрашироката камера е солидна и овозможува снимање пейзажи, архитектура и групни фотографии со широк агол на гледање. Иако нивото на детали е нешто пониско во споредба со главниот сензор, резултатите во добри светлосни услови се повеќе од задоволителни. Во ноќни услови, Xiaomi 17T успева да задржи добар баланс помеѓу осветлувањето и деталите. Ноќниот режим е ефикасен, а фотографиите остануваат употребливи и при послаба осветленост. Xiaomi 17T Pro го користи истиот Leica пристап, но со значително понапреден хардвер. Главната камера е 50 мегапиксели со поголем сензор и подобрена оптика, надополнета со 50 мегапикселната Leica телефото камера со 5 пута оптички зум и 12 мегапикселен ултраширок сензор. Иако спецификациите на хартија изгледаат слично, во пракса разликата е лесно забележлива. Поголемиот главен сензор собира повеќе светлина, што резултира со фотографии кои содржат повеќе детали, подобар динамички опсек и попрецизна обработка на боите. 17T Pro покажува подобра контрола врз светлите и темните делови од кадарот. Деталите во сенките остануваат видливи, додека светлите површини не се прегорени. Покрај одличниот оптички зум, фотографиите задржуваат високо ниво на острина и природен изглед, дури и при поголеми нивоа на приближување. За љубителите на портрет фотографијата, ова е веројатно најинтересниот дел од камера систем. Одвојувањето на субјектот од позадината изгледа убедливо, а карактеристичниот Leica изгледот на фотографиите создава впечаток на снимки направени со значително поскап фотоапарат. Најголемата предност на 17T Pro сепак доаѓа до израз во услови на намалена осветленост. Ноќните фотографии содржат повеќе детали, помалку шум и подобра контрола врз изворите на светлина. Уличното осветлување, неонските реклами и осветлените фасади се прикажани поприродно, без агресивна обработка која често се среќава кај конкурентските модели. Во сегментот на видео, двата уреди нудат снимање со висока резолуција и напредна електронска и оптичка стабилизација. Xiaomi 17T Pro повторно ја покажува својата предност. Снимките произведени со Pro моделот се постабилни, со подобра контрола на експозицијата и поприродни транзиции помеѓу светлите и темните делови од сцената. Автофокусот е побрз и посигурен, што е особено важно при снимање содржини за социјалните мрежи, влогови или професионални видеа. Автономијата е еден од сегментите каде што Xiaomi со години гради силна репутација, а и новата 17T серија дополнително го потврдува овој пристап. Двата модели од 17T серијата воведуваат силициум јаглеродна технологија на батерии од следната генерација, постигнувајќи поголема густина на енергија, што резултира со зачувување на долгорочните перформанси. Стандардниот Xiaomi 17T модел располага со батерија од 6500 мАч, но сепак 17T Pro оди чекор понатаму со батерија од импресивни 7000 мАч. Станува збор за капацитети кои се над просекот во премиум сегментот и кои овозможуваат безгрижно користење во текот на целиот ден, дури и при поинтензивни активности како снимање видео, гейминг, навигација или користење на AI алатки. Во секојдневна употреба, двата модела без проблем обезбедуваат целодневна автономија, а кај голем број корисници, батеријата ќе биде доволна и за втор ден користење без потреба од дополнително полнење. Ова особено важи за корисниците кои најголемиот дел од времето го поминуваат во комуникација, прилистување содржини на интернет и користење социјални мрежи. Покрај големиот капацитет, Xiaomi традиционално големо внимание посветува и на брзината на полнење. Стандардниот 17T поддржува 67 вати Hypercharge технологија, додека 17T Pro нуди 100 ватно Hypercharge жично полнење и 50 ватно безжично полнење. Во пракса тоа значи дека дури кога батеријата е речиси празна, неколку минути поврзана со полночот се доволни за неколку часа дополнително користење. Xiaomi 17T и 17T Pro пристигнуваат со HyperOS 3 интерфејсот базиран на Android 16, што представува најновата верзија на оперативниот систем на компанијата и уште еден чекор во насока на создавање поинтегриран екосистем помеѓу смартфоните, таблет уредите, носичките уреди и останатите производи на Xiaomi. Интерфејсот изгледа модерно,
визуелно префинето и значително поорганизирано во споредба со претходните генерации. Од софтверска страна, посебен акцент кај двата модела од 17T серијата е ставен на функциите базирани на вештачка интелигенција. Xiaomi интегрираше AI алатки во повеќе сегменти од системот, почнувајќи од фотографијата и обработката на фотографии, па се до продуктивноста и комуникацијата. Важен аспект е и долгорочната поддршка. Xiaomi ветува 5 години Android надградби и 6 години безбедносни ажурирања, што представува сериозен чекор напред и ја позиционира компанијата рамо до рамо со најголемите производители кога станува збор за софтверската поддршка. 17T и 17T Pro јасно покажуваат дека разликите меѓу стандарден и Pro модел денес не се само во спецификации, туку во целокупното користичко искуство. Xiaomi 17T се позиционира како исклучително избалансиран смартфон кој нуди стабилни перформанси, одличен дисплеј, сигурна автономија и многу способна камера. Се работи за уред кој без проблем ги покрива потребите на најголемиот дел од корисниците и представува логичен избор за оние кои сакаат премиум чувство без да навлезат во највисоката ценовна категорија. Од друга страна, Xiaomi 17T Pro представува целосно заокружено флекшип искуство. Подобрениот дисплеј, понапредниот систем на камери, помокните перформанси и поголемата батерија создаваат уред кој е јасно насочен кон корисници што бараат максимум во секој сегмент. Во целина, Xiaomi 17T серијата представува една од најбалансираните и најконкурентни понуди во Android светот оваа година и уште еден доказ дека конкуренцијата во премиум сегментот никогаш не била посилна. По повод лансирањето на оваа серија, Xiaomi за сите купувачи обезбеди исклучителни поволности. За време на промотивниот период, кој трае до 28 јуни или до истекот на залихите, сите што ќе се одлучат за купување на новите модели добиваат вредни подароци преку многу едноставен процес. Доколку се одлучите за премиум моделот Xiaomi 17T Pro од 512 GB по цена од 59.999 денари, по регистрацијата на веб страницата на Xiaomi, на подарок добивате паметен телевизор Xiaomi TV A43 2026. Доколку се определите за стандардниот модел Xiaomi 17T, кој доаѓа по цена од 42.990 денари за верзијата од 256 GB, односно 48.990 денари за моделот со 512 GB интерна меморија, на подарок добивате одличен асистент за чистење на домот. Робот правосмукалка Xiaomi Robot Vacuum S4S.